Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за поскапувањето на цените. Односно злоупотреба на цените и како се денеска во општеството стана еден систем на перење на пари, каде што луѓето едноставно се изгубија во материјалното, се изгубија себе си во еден свет во кој што крајно ги упропастува духовно, бидејќи целосната енергија ја даваат само на материјалното. Живееме во свет во кој што парите се пред се друго, пред честа, пред здравието, пред пријателството, пред љубовта, значи се сведе на материја. Кој ќе видиме дека таа материја и тоа материјално доаѓа од највисоките позиции, од причина што највисоките позиции, зборувам тука за политиката и системот, се конципирани и направени да живеат од народот. Значи тие служат на народот во смисла на тоа дека работат, меѓутоа од друга страна тие живеат од народот, со тоа што ние и сите луѓе кои што на некој начин имаат фирми и бизниси, плаќаат данок, значи плаќаат придоноси за тоа што нивната енергија вложуваат во нешто, на некој начин создаваат нешто свое со својата енергија и дел од тие пари кои што ги заработуваат, ги даваат на државата, на политиката, за да може политиката наводно да се грижи за граѓаните и за целиот народ. Сега, кога ќе видиме материјалистите во малите и големи бизниси, во општествата се на некој начин единствен приход, најголем приход на заработка на политичарите. Тоа значи дека политичарите не можат без материјалистите. Затоа што од нив, на некој начин од народот, кој што прави пари, индивидуалецот кој што прави пари, тој на некој начин му помага на политичарот да ја води државата на некој начин. Кога ќе видиме малата конципираност на бизнисите и парите кои што се прават од поединци кои што се алчни во едно општество, например сега јас одлучувам да отворам фирма, ми успее таа фирма, правам огромни пари од неа, не шишам никој, значи терам кај што сакам, дали сум морален или етичен, тоа е една страна, од друга страна колку ми е доволно и дали имам јас граница, тоа е друга страна, а најчесто овие материјалисти немаат граница, па затоа и прават огромни пари. Врз основа на тие огромни пари, фактички политичарите се богатат. Тоа значи дека политичарите не можат да живеат без овие мали и големи бизниси. Затоа што тоа е така, на некој начин мораат да ги поддржуваат овие мали и големи бизниси, затоа што нивната заработка и нивните плати на некој начин се од овие поединци кои што се во склоп на државата. Зашто го зборувам ова? Бидејќи кога ќе видиме таа тематика и психологија на нештата, ќе видиме дека сите овие поскапувања на цените се злоупотребени од поединци во општеството кои што се приклонети на алчност и материјализам и ги диктираат цените самите тие, бидејќи јас како индивидуалец можам да релативно да ставам цена која што ја сакам и да не ми диктира мене политичар колкава ќе биде таа цена. Но бидејќи политиката има најврховна власт, политиката и тоа како може да ги спречи овие материјалисти да си ги намалат алчните потреби, меѓутоа не им оди во прилог. Затоа што ако се стремат кон намалување и одржување на една балансирана состојба на цените и финансиите во општеството,
тогаш ќе дојде до намалување на платите и на алчните потреби на врховната власт. Што значи ако цените одат кон зголемување во прилог на еден алчен индивидуалец кој што има бизнис и фирма, тоа значи дека политичарот нема сврха и нема цел во намалување на цените, туку има сврха и цел да ги зголемува платите од причина што на тој начин ќе може да се прилагодат луѓето на овие индивидуалци во склоп на општеството кои што имаат алчни потреби. Затоа што ако удри на овие фактички материјалисти кои што се од мали и големи бизниси, на тој начин и самите тие пропаѓаат. Значи не се оди во интерес на народот, секој слој во општеството да биде заштитен и поддржан во смисла на тоа да има храна, да има здравје, да има се што му е неопходно, да биде еднаков пред системот. Они одат во прилог на овие кои што прават пари, бидејќи на тој начин и самите тие ќе може да дојдат до поголеми пари. Затоа политичарите одат со умисла зголемување на платите, а не намалување на цените. И затоа го имаме сега нашиот премиер, каде што наводно е хуман човек и ги снижи цените по започнувањето на школскиот систем во областа на школските прибори и материјали, кои што се беа потребни на дечињата. И треба да си многу глупав човек за да ти во септември донесеш замрзнување на цени, кога веќе сите, ако е и самиот родител и сите родители знаат дека за првачи, за започнување на нова школска година се спремаме месец дена уназад. Така што тој момент на навидом правење во интерес на народот нешта и одлуки е само една голема дебела манипулација од страна на политиката. И еве сега ќе видиме наводно цените за производите во колонијалите и маркетите, дека наводно се смрзнуваат, се намалуваат, има закони, има... Значи не може генерално инспекцијата да влијае толку ригорозно на сите страни, бидејќи нема толкав капацитет, па затоа и тој моментален закон е неуспешен делумно. Тоа значи дека ако нашиот златен премиер прима 2300 евра плата, ако почне да ги намалува цените и да удира по малите бизниси и овие материјалистите во општеството, на тој начин ќе мора и неговата плата да се намали. Замислете еден човек, еве јас си размислувам, што би правила со месечна плата 2300 евра, значи не 2000 евра, 2300 евра, од кои што со 300 евра фамилии живеат во Македонија. Колкави се тие потреби? Луксузен стан, луксузна куќа, патување во странство, па што ќе правам јас со тие 2300 евра на месечно ниво, замислете. На месечно ниво, па јас можам постојано да шетам, да живеам богато, изобилно, да имам вила, да купам за една година не знам колку станови, да направам армија успешни, богати луѓе од целото моје поколение. Бидејќи реално, ако ја погледнеме од духовна страна, потребата на човекот му е потребно многу малку и едноставно, без разлика на која функција и да си. Сите ние сме луѓе и сите сме еднакви, сите сме дојдени од еден извор, кој што ни дава исти и еднакви можности на секој човек. Тоа не доврзува до прашањето што ќе им се на овие политичари толкави плати. Тоа е една страна. Друга страна, зашто постојано се удира на зголемување на платите и одење кон европскиот начин на живење, каде што доминира најголемото зло, кое што ги води луѓето кон материјализам и кој што ги изгубија, значи во Европа, Америка, страдањата кои што се моментално присутни, поготово Америка и Европа. Најмногу се поради тие робовски насочени луѓе кон поголеми плати, кон рмбање за големи материјалисти, кон реклами, кон маркетинг, кон работа, производи, продажба. Тоа е невиден систем на организација
од индивидуи кои што имаат само личен интерес, поголем профит и сите богатства кои што моментално постојат на земјата се исклучително производ на едни алчни материјалисти кои што имаат порив само за себе, а не за колективот. Затоа имаме луѓе кои што се бездомни, кои што се на работ на преживувањето, кои што не можат никако да врзат крај со крај, не само тука и во тие поразвиени земји. Затоа што на некој му текнало сега јас ке правам пари, што ме заболе за Бог, што ме заболе за другиот, јас и моето семејство да имаме најмногу пари, за вас кој ве шиша. И на тој начин политичарот си вика, па што ќе ми овој сиромавиот кој не можам од него да заработам, дај ќе го подпомогнам овој кој што прави пари, бидејќи од него земам најголем данок. И еве ви го наједноставниот начин на објаснувањето на покачувањето на цените, производите, живењето само за високата класа, а нискиот слој страда. И вие, значи, се занимавате со надеж за новата политичка сцена дека ќе ви го оправи животот. Ниедна политичка сцена нема да дојде и да ви го оправи животот. Јас често следам и читам коментари за овие актуелни случувања кои што се сега и луѓето се меѓу себе се јадат. Значи, вие меѓу себе се јадете по коментари со своји сопствени мислења, расудувања и ставови за постоечката власт, како и за минатата власт, и меѓу себе се јадете, значи народот меѓу себе се јаде, а овие ви зимаат по 2000 евра плата. А вие се јадете за едни кревки сироти ценички. Тоа кажува дека сето ова има една длабока духовна позадина која што ви вели се дека не се освестиш дека политичарот нема да дојде да ти го оправи животот, туку се е на тебе. И кога ти ќе земеш да бидеш одговорен и да бидеш слободен во духот и независен, да станеш независен од позициите и работните места кои што ги води државата и државниот систем или овие материјалисти кои што постојано се во ек на нови вработувања каде што имаат постојано ширење, затоа што обичниот народ вие ги поддржувате и тие се шират. Ги поддржуваат и сега, например, имаме покачување на храната и сега, бидејќи народот мора да живее, мора да се храни од нешто и на тој начин вие им влагате во клопката. Значи, тие ви плетат постепено, суптилно поскапување на цените и како клопче, полека кога го вртиш и се поголемо и поголемо станува. Така вас ве вовлекуваат во тој еден систем каде што ви велат поголема плата за да можеш да си купиш една зелка од 60, а утре ќе биде може и 100 денари. Еве вчера бев на пазар, значи едно мало зелче толкаво 60 денари. Дали сте вие нормални? Замислите, еве, ако ја гледа, само помислете дека ако тука е, да речеме, 100 денари, се 100 денари јајца, еве, пример давам. А во Европа или во, не знам, Америка се 200 денари јајца. Значи табло. Дали тие се некои позлатени јајца во Америка? Не, сите доаѓаат од една иста кокошка. Тоа значи дека ве манипулираат, ве прават будала како што сакаат. Значи сите поскапувања и овие што си и за енергијата, и за нафтата, и за храната, значи за се. Се што вие плаќате на некој начин, било што и да е цена направена од идеална алчен материјалист кој што сака повеќе пари, ништо повеќе. Сега ланците влечат, тоа е една вистина и реалност во смисла на тоа, ако овој со енергијата ја поскапи цената на енергијата, тогаш и овој со храната ќе мора да ја поскапи храната, бидејќи тој троши енергија за да ја одгледува таа храна на некој начин. И овој кој што има фирма и кој што има многу вработени и кој што ги храни тие вработени и се храни себе си, мора да ги зголеми производите во својата фирма за да може да се прехрани себе и своите вработени.
И што гледаме? Гледаме дека има еден синџир кој што едниот дел од синџирот влече на другиот дел на синџирот и едни меѓу други почнуваат да се ги зголемуваат цените и да влегуваме во се поголеми цени, затоа што на некој му текнало дека зелката нема да биде 30 денари, туку ќе биде 60 денари. А ја наплаќа според наводно негова потрошена енергија, за да може да ја одгледува таа зелка која што му расте од земја. А му расте затоа што Бог му дал бесплатна земја. Ако погледнеме на тоа како се формираат цените, јас со моите две раце можам да седнам и да напишам книга. Како можам да напишам книга? Затоа што имам талент за пишување, така? Или развиен талент за пишување, се едно. И јас таа книга, меѓутоа и тој талент мене ми е даден од Бога. И таа земја, од кој што тој некој прави сее и жнее и произведува, односно собира зелки еден ден, кој што ги садел, ги негувал, им давал вода и така натаму, сепак и тој на некој начин користи нешто што му дал Бога. И јас со моите таленти користам две раце за да напишам книга и користам креативност која што повторно ми е дадена од Бога за да можам да напишам книга. И сега, како ги формираме ние цените? Еве, денеска ќе имате прилика да научите како се формираат цените. Значи, јас моето дело, мојот труд, мојата животна енергија која што сме ја вложила во книгата, ја давам според моја желба колкава ќе биде цената на таа книга. Ако сум ја неморална, себична, алчна, јас можам таа книга да ја давам 600 денари и да буквално од 100 луѓе да направам или 1000 луѓе да направам пари за година дена да живеам во луксус. Ако сум ја приземна и свесна и одам со промисла на тоа, оваа книга која што има богатство во неа, да може секој човек да си ја приушти, дури и најсиромавиот, да си ја дозволи, за да може да се подигне духовно и да си го подобри животот, тогаш јас таа цена ќе ја ставам 200 до 300 денари согласно. Тука се врзуваме и повторно со некои други ланци, во овој случај јас сум моментално зависна од печатница. Ако таа печатница ми крева мене цени кои што се нереални, тогаш ако јас ја ставам книгата пониска цена, фактички нема да имам никаква заработка и ќе живеам како од компензација на некој начин и најголема заработка во овој случај ќе има кој? Печатарот. Можеби јас сум ја дала идејата и духовната порака на луѓето, меѓутоа јас немам никаква заработка и на тој начин автоматски сум ставена да живеам на нулта, на граница која што нема да можам да живеам. Единствено ако сум во самоодржлив развој на живење, каде што екзистирам единствено самата и пишувам и на некој начин само струја за енергија за лаптоп да трошам. Поентата на ова ми е дека цените се создаваат произволно. Ако се создаваат произволно, односно имаат некои параметри кои што влечат, меѓутоа и тие параметри може да се одржат до ниво каде што ќе може трошоците да не бидат преголеми за да цената алудира и ургира да биде повисока. Значи може да се дојде до една граница каде што ќе може секој слој од општеството да може да си ја приушти. Тука се подразбира и за храната, се подразбира и за културата, се подразбира и за концертите, се подразбира и за се. И за струјата, и за, не знам, производите од бела техника, и кревет, и предмети, и се што постои на планетава Земја, што можеме да го видиме како материјално. Тоа ни кажува дека се е злоупотребено од индивидуи кои што едноставно имаат алчен порив за себе. Ако е тоа така, зашто вие им влегувате во клопката? Јас секогаш велам, не има, значи, и она што сакам да го кажам пред да проложам со ова. Секоја злоупотреба на цените и она што се живее денеска, автоматски
тоа по математички закон индивидуата кармички оптеретува, меѓутоа ве оптеретува и вас што поддржувате такви индивидуи кои што ургираат на зголемување на цените и стануваат дел од зло, бидејќи секоја злоупотреба за алчни цели, тоа е одвојување од Бога и одење кон зло. Ако е тоа така, тогаш и храната која што ја купувате вие на тие продавачи и колонијали, маркети што даваат злоупотребени цени, вие на тој начин и вие го поддржувате злото со тоа што пазарите и купувате од нив. И не само тоа, туку се доведувате на работа да живеете само во преживување, да немате да им приуштите ништо на вашите деца, внуци, што и да имате, или за себе си, и да живеете буквално мизерно и сиромашно и да ја губите смислата на животот. Поготово, ако сте во состојба да немате свој дом, екзистенција. Со овие цени, поготово денес како што се злоупотребува за становите, за продажба и подкирии. Јас живеев под кирија минатата година. Јас според мене мислам дека кога даваш ти дом на изнајмување, тоа треба да биде од 100 до 150 евра, за да може човекот кој што нема моментална екзистенција да може да живее на нормален начин на живот. Ајде, окей, ти користам твој простор, стан, ќе ти платам за тој, ама ти значи 60-70% од мојата плата да ми ја земаш за станот, за тоа што престојувам. А денеска, со овие цени кога ќе видам по 30 метар квадратен, гарсонјери ги даваат по 300-350 евра. Па дали сте вие нормални, бре, луѓе? Дали сте вие нормални? Вие сте забегани со умот во една сфера во која што ви нема чаре, што би рекле ние. Сите тие нешта, значи човекот го водат кон зло. Да не заборавите дека Бог и во Библијата опишал, објаснил дека човекот кој што е со Бога е кроток и живее за себе, но и за другите. Човек кој што е алчен е дел од зло. Ако е тоа така, тогаш можете да го видите општеството зашто не е целосно во зло и зашто живеете постојано изфрустрирано и кармички ситуации од типот на лупање, градење, комшии ненормални, намерно правење некои нешта, значи кои што правно државата не може да ви ги разреши и помогне, затоа што на некој начин сте кармички оптеретени, влечете на една страна која што поддржува зло. Штом поддржувате зло, ќе ви се враќа во ситуации каде што ќе ви се дуплира тестирањето на вашата самоконтрола, ако воопшто може да се постигне за некое време, и фрустрацијата која што ќе се зголемува се повеќе понатаму, затоа што притисокот од незадоволството помеѓу народот кој што се јаде, си ги јадат очите едни помеѓу други, се зголемува, ама се зголемуваат и цените, се зголемуваат и сите притисоци од сите страни да влезеш во оквир на материјално и зло кое што едноставно ти ја цица животната енергија, а не си создаден за тоа. Не си создаден за материјалистички начин на живење, создаден си за едноставен начин на живење. Каде што ќе можеш, тоа секогаш го кажувам, да искусиш од секоја залче и да бидеш задоволен и да ти биде пријатно и мирно и кога ќе излезеш на тераса да можеш да испиеш кафе, а не да те тригира некој човек, значи кој што е изфрустриран од сопствената држава. Државата, знаете како, политиката е само олицетворение на народот, ништо повеќе. Така што немојте да очекувате дека политиката нешто ќе ви донесе некои позитивни промени во животот, се додека вие самите дома не се освестите, прво не си купите или не си земете една Библија и малку да читате Библија и да се опраите на духовно ниво, значи прво духовно да се опраите, да се вратите малце кон суштината на животот, а потоа работата на себе. Значи, знаете како успехот и работата на себе и комплетирањето на својата личност е неопходен дел од духовноста.
Ама залуден ти е тој дел, значи залудно ти имаш 100 дипломи и си најуспешен и правиш најголеми пари, иако најголемите пари се најголемо зло, тоа го напоменав. Поентата е дека џабе ти е се ако си без духовна нитка во себе. Затоа денеска општеството не е вакво какво што е, затоа што екзистира едно длабоко ниско ниво на свесност во кое што само се преживува, не се чита книги, не се инвестира во себе и не се отвара Библијата човекот да прочита каде греши. И ги имаме примерите на овој е крив, тој е крив, овој ова ми направи, заради овој не можам тоа, државата ни е дно дна, општеството ни е дно дна, а у себе носиш порив на зло. У себе поддржуваш зло. Живееш за зло, работиш за зло. Знаете како Бог е правичен и кај Бог нема неправда. Тоа што си го сееш, тоа ќе си го жнееш. Еве, јас направив едно истражување за цените и злоупотребата и тоа одамна го наблюдувам и гледам што се случува. Така што еве ќе ви дадам неколку примери кои што можете да ги процените во текот на секојдневието, кои што може да ви дојдат и како спонзори, веќе кога сме кај тоа, спонзорирано видео, значи спонзорирано видео, маркетинг, слика, што и да ви дојде како спонзор. Штом човекот има порив за спонзор, тој нема доверба во Бог. Ако имаш ти доверба во Бог и си кроток, ти немаш порив за повеќе, ти знаеш дека Бог ќе ти ги донесе луѓето и ќе ти донесе доволно пари за да си ја платиш храната и сметките. А ти кога одиш со спонзор, чекај спонзорче за повеќе, чекај спонзорче затоа што немам доверба во Бога и морам да платам реклама, затоа што иначе стравувам од тоа да не ми се запише некој на курсот, или да некој не ми го купи производот, или да некој ме знаете како не ме примети на пазарот, затоа што имам многу голема конкуренција, па затоа морам да пуштам спонзор, затоа што не верувам дека Бога мисли за секој човек. Затоа ја стравувам од тоа да не останам без парички и се ова што сум го купил по набавна цена да не ми се продаде. Затоа се спонзорите. А спонзор кога плаќаш, што се плаќа? Кога плаќаш спонзор, ти плаќаш зло. Тоа е една страна, значи да раскрстиме. Го плаќаш Инстаграм, го плаќаш Фејсбук, каде што им даваш пари да го спонзорираат злото како една мрежа, да се шири и затоа имаме, значи, инвазија на реклами од сите страни, курсеви, купи ова, купи она, ова ти треба, попуст, ваучер, бонус, не знам таму што, значи на мејл, без што све не стига. Мене кога гледам, едноставно ми се превртуваат цревата, затоа што едноставно луѓето се, значи, згрчени во материјално, значи сакам пари, само пари, купи ми. Не ме интересираш ти како човек, како народ, како пријател, утре да земам да те поздравам, да направиме еден убав муавет. Пари само ме интересираат, ништо друго. Значи, кога ќе видам вебинар, значи ова психолозиве денеска, јас ќе ти го правам тебе животот, дојди кај мене, плати ми 2000 денари сеанса, 2500, некои 3000, бидејќи се познати. Значи, плати ми за да јас тебе да ти го правам животот за 1 саат. Не паѓајте на глупости. Само тоа ќе ви кажам. Тоа се најголеми, значи, материјалисти исто така. Материјалистите може да се сретнат и во хумани дејности. Да знаете. А наведом ви продаваат знаења со дипломите кои што ги стекнале. Значи, се е лага, се е измислено и најголемото советување кое што може да го добиете е од Бога. Ако се тргнете од зло и еве новиот завет да го прочитате, ќе сватите дека во животот, и ако го живеете, нема да ви треба една сеанса со еден психолог. Значи, кога ќе видам дека 1000 денари е вебинар, 1500 вебинар, значи ти дојди и замисли 10 луѓе да се вклучат на овакво, имаш 10.000 од саат време. А некој рмба за
цел месец за тие пари. Па имаме неправда, затоа што некој се прави многу паметен во животот. Значи, јас сега ќе давам, ти да ми го плаќаш моето знаење кое што јас сум го живеела 4-5 години со нереална цена. Дојди кај мене на сеанса за 1500-2000 денари, за да ти го оправам животот. Ако се оправаше така животот, никој немаше да биде во депресија, сите ќе беа среќни, сите ќе беа без анксиозност, значи ќе бевме среќен свет. Значи, ако решението го имаа психолозите. Кога ќе ги видам овие, еве хрватска говорница која што има YouTube канал, која што навидум постојано билда манифестација, штом ти билдаш манифестација, немаш доверба во Бога. И картите кај неја кога ќе видам по 100-150 евра. Значи, зборуваме за, сите знаете, една жена која што е хрватски коуч тренер. Ајде, окей, жената навистина некаде имаше видео на времето каде што помага, ама кога паричките и тропнаа на врата и кога се збогати, значи немаат стоп тие индивидуи. Значи тука ќе им се види овакво. Значи 100 евра да плаќаш ти за работилница, значи мислам 100 евра од човек, тоа се огромни пари. Тоа се огромни пари кои што може да си ги дозволи само, пазете, индивидуи, слоеви кои што работат за зло. Значи мораш ти да работиш да имаш минимум 500 евра, 400, 500, 600 евра плата и повисока, за да можеш ти да платиш, човече, 100 евра од работилници. Ако си ти хуман човек и ако сакаш да му помогнеш на другиот, ќе напишеш книга можеби, ќе напишеш нешто или ќе направиш нешто и ќе даваш бесплатно знаење. А не да им переш пари на луѓето, значи да ти плаќаат за навидум твоето знаење кое што си го стекнал. А тие индивидуи работат, зашто бараат помош? Затоа што работат кај зло, затоа што им в душата им ја вади тоа зло. И тие таму што работат се изгубени целосно, затоа што се во енергија која што ги јаде, значи духовно ги јаде, и тие бараат помош и одат кај вакви коучеви, затоа што злото ги води на некој начин, значи злото те води. Значи само зло може да те натера да си ги даеш парите, 100 евра да си дадеш за саат и пол, 2, кај некој кој што ќе ти вика само ти манифестирај, само ти сонувај, само ти визуализирај и се ќе ти дојде материјално. И ти стварно визуализираш и стварно ќе привлечеш некоја компанија која што ќе ти дае, еве ти 700 евра плата и ќе влезеш и еве ти ја манифестацијата. Супер, све си направила. Манифестацијата, значи, толку е совршено реална во животот што треба сите да ја правите и сите треба да ја правиме на тоа и го билда, за ти да влезеш во зло. Затоа што не ти треба, значи реално не ти треба манифестација. Ти треба духовна вера, ти треба едноставен живот. Не ти треба порив за луксус. Зашто манифестираме? За материјално. Не манифестираме ние, навидуме, еве има некој за партнер. Нема, ако ти имаш доверба во Бога и ако се веруваш во тоа дека во вистинско време ќе ти дојде партнерот или дека знаеш дека се е огледало на тебе и кога работиш на себе, кога стануваш подобра личност, автоматски привлекуваш пофина личност како партнер до тебе, тогаш што ќе ти е манифестација? Што значи дека манифестира оној што има незнаење во себе, духовно незнаење за Бога. Интересно беше што еве лани ми требаше итно Забар и бидејќи бев на друго место преселена, морав да најдам во близина Забар и се јавував тука негде на заболекари и викам колку е да се направи ЗАП и пломба. Па пломбата една прво треба да стои за да се излечи забот, тоа е 1200 денари, после треба да се стави уште едно лекче, па тоа е уште 1500 денари, па уште тоа, уште 1000, и на крај викам, добро, колку се на се? Па околу 100 евра. 100 евра за поправка на ЗАП. Ало, порано правевме ЗАП за 200 денари. Дали сте вие факат нормални?
Тука спаѓаат и оние курсеви, вклучувајќи ме и јас, што длабоко се изгорев. Значи, за јога школа плаќаш 1000 евра, значи те учат буквално само телесно вежбање, ништо духовно, ништо нема од духовно. Значи, перење пари од навидом од таа некоја си Йога Алијанс организација, и кога им пишав јас дека таа девојката кога ме зезна длабоко од Девар Мало, значи за јогата, кога им пишав за неправдата која ја доживеав од нивен член, тие мене ме игнорира. Значи, тоа е се направено за перење пари од луѓето. Не може, значи, во тие јога школи и сите јога инструктори што се денеска, тоа е све дувло од зло. Значи, сите тие енергии што се спојуваат таму, немаат духовност. Тоа е, значи, се спојуваат врз основа на енергија која што доминира зло, се алудира на телесно. Малку минимално се придонесува за тој внатрешен мир, меѓутоа ако ти работиш за зло и ако си материјалец и ако плаќаш толкави скапи програми од еден човек, значи замислете, еве 10 души од 1000 евра, 10.000 евра ги правиш ти во 2 месеци, 2 месеци им траат тие курсеви. Некој ги развлекува на 6 месеци, ама на секоја недела по 2 дена. Значи, тоа е масовно перење на пари од индивидуи кои што сакале да бидат многу паметни во животот и да се збогатат на лесен начин. Тука спаѓа и еве имаше една девојка сличен на мојот профил, каде што наводно дава некоја едукација еднаш два пати со пост во неделата и создала програм. Човече, кога видов 18.000 денари програмот, со 2 месеци, 3 месеци трае, не знам, еднаш или два или еднаш месечно вебинар, нешто, тука ќе ви давам некои задачки да се занимавате, вие работете си за зло, значи тие пари од материјалистот каде што работите, давајте ми ги на мене, а јас вас ќе ви велам, слушај, направи задачка една да се преиспиташ себе си, за твоето ментално здравје, за тоа каде си, ама никаде не те учи дека најголемото несреќно внатрешно чувство ти доаѓа од злото за кое работиш, заради кое ако не работеше не може да ми го платиш мене овој програм. Видете, не знам колкав успешен човек да си приватно, колку си духовно настроен и свесен и полн со знаење, толку ќе сватиш суштината на животот и поддршката на народот, на сограѓаните. Колку си со поголемо незнаење и духовно и интелектуално, толку повеќе имаш порив за правење на пари. Не знам ти колкави успеси имај во животот, не знам кој таму биди, што све си создал, значи тоа ништо не те прави тебе ако ти правиш пари на луѓето масовно и ги тераш да работат кај зло, заради што се залажуваат со тебе за да ти плаќаат програми да ги задржуваш во ерата на злото. Значи, за да можеш да ги задржиш во мрежата на злото, што ќе придонесе да може да ти плаќаат толкави скапи програми. Еве целата психологија на системот на злото во општеството. И за крај, најинтересниот дел од ова е што толку се масовизирано за перење пари, што луѓето, еве ми искачаат некои онлайн производи што продаваат, сега тоа стана ин, све е онлайн, значи производи буквално ко малтер се продаваат и интересно е што за да прават пари, значи компании или дали се воопшто компании, не знаеме, замислете, прават лажни профили, ги пробив, лажни профили прават и наведам одоздола една пишала. Може ли некој да ми каже дали ова реален производ, дали може да ми помогне, дали вистински е квалитетен, вакво. И друг лажен профил, они што го направиле, одоздола и пишале на таа некоја лажна. Да, јас го купив пред некоја година, значи врв работи. Јас го дури нарачав уште 2 за моите роднини. И потоа уште некоја друга ќе коментира лажен профил. Луѓето прават лажни профили за да обичниот човек отвори во коментар дали е тоа реален производ и види дека има коментари само за да купат.
Значи све е направено за пари, значи само да те лаже, само да те манипулира за пари да купиш. Никој човекот, значи не купувајте, не поддржувајте. Замислете кога никој нема да им купува новие материјалисти, вакви алчни индивидуи, површни луѓе, па тие ќе бидат сиромашни, па нема кој да ги поддржува. Ќе мора да бидат, значи ќе немаат друг избор освен да се свртат кон Бога, кон суштината на животот и да си ја потсечат малку пашката која што си ја пуштиле 3 метри. Така што немојте да бидете глупави луѓе. Не поддржувајте. Значи јас сум во состојба целата храна од овошје и зеленчук која што е возможно да се сади во Македонија, да си ја одгледувам сама, само за да не ги поддржувам и ќе го направам тоа. Значи јас веќе облека не купувам, значи епте неопходно што ми е. Купувам се што е веганско, што не уништува животни. Купувам, значи неопходно, едноставно живеам, не се хранам премногу, се хранам колку што можам повеќе нутритивно отколку да јадам глупости. И фактички не ги поддржувам. Затоа го апелирам и ова видео што го направив да го освести. Не поддржувајте индивидуи кои што прават пари од вас. Се додека поддржувате, се додека и вашите деца ќе бидат дел од зло и вие ќе бидете дел од зло и ќе си страдате. Секоја поддршка на злото, тоа Библијата на секоја страна го пишува, води кон страдање. Страдањето кое што го живеете во животот, незадоволството, неуспехот и личната фрустрација исклучиво страдање заради одвоеноста од Бога. Не мораш да бидеш успешен и не мораш да бидеш не знам кој за да имаш солиден живот. Можеш да бидеш едноставен човек со деца и фамилија и да живееш едноставна работа и да бидеш со Бога и да бидеш среќен. Меѓутоа јас секогаш алудирам на тоа луѓето да се оттргнат од секакви работодавци и да станат своји стабилни луѓе кои што ќе бидат одвоени и нема да зависат многу од луѓе кои што прават пари, кои што единствен порив им е алчното его. Нивното его да биде задоволено и нивниот дом да биде изобилен и луксузен, а за другиот ме заболе таквото. Значи не поддржувајте такви луѓе. Тоа е тоа. Се надевам дека ова видео ќе ви помогне и се надевам дека ќе освести многу индивидуи. Бидејќи на крај крајава, како што го почнав видеото, сите ние доаѓаме од еден извор и таму и си одиме. Што ќе направиме во меѓувреме, тоа станува на нас, меѓутоа да запаметите дека тоа крајно одење не е крај, туку нов почеток за вашата судбина, која што ќе биде предодредена врз основа на овој живот кој што го живеете сега. Ако поддржувате зло, рачунајте дека во следниот живот, во следното инкарнирање, ќе си бидете дел од зло. Нема бегање од судбината која што е во нас самите. Нема бегање од она кое што го доживееш длабоко во тебе. Јас ви благодарам и за крај да се заблагодариме на Бога за тоа што ни дал покрив над глава, што имаме здравје, што сме приземни, што сме свесни колку толку, што ни дава сила во овие тешки времиња и се надевам дека целиот овој процес еден ден ќе биде во исход на добробит за сите и секој човек ќе се освести во својата и во туѓата област да не поддржува зло, да се врати кон корените на својата душа, на љубовта, на срдечноста, на колегијалноста, на солидарноста и поддршката едни помеѓу други, да останеме луѓе, да останеме од една иста крв, да не бидеме алчни, себични, крволочни за да му ја вадиме душата на другиот, за тој да не може да живее еден нормален начин на живот. Сите ние сме од еден Бог, од еден избор и да научиме да видиме љубов, како што и самиот татко е и не учи. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.